Рече се и да немаше општини во регионот каде од синоќа воздухот не е двојно па и тројно загаден. Мерните станици поставени на неколку локации покажаа присуство на PM10 и друг вид честички кои се сериозно над дозволените граници. Најголемо загадување синоќа измерено во Свети Николе, каде во 2 часот наутро концентрацијата на PM10 честичките била 158, а утринава 134. Од утринава високи концентрации на PM10 честички се измерени и во Штип и нивната концентрација во 9 часот беше 113. Изненадувачки високо ниво на загадување имаше и во еколошки чистото Берово, каде нивото на PM10 честички беше 104. Со концентрација од 93 микрограми PM10 честички се разбуди и Кочани. Големото загадување на воздухот со вредности кои се и трајно повисоки од нормалните, 50 микрограми на метар кубен, главно се должи на грејењето со дрва. Минусните температури придонесоа огновите да не се гаснат и во текот на ноќта. Традицијата запали големи василичарски огнови на повеќе локации, а ветерот се смири. Крајниот резултат од сето ова е загадениот воздух. Дека дрвата се еден од најголемите загадувачи на воздухот, потврдуваат и анализите на еколозите. Самото грејење на огромно дрво, без разлика на квалитетот на самото дрво, доаѓа до поголемо загадување на воздухот. Но во моментов ние немаме решение за тоа како би го решиле. Инаку, високите концентрации на PM10 честички во регионот со слаби варијации беа присутни во текот на целиот ден.